Трајко Славевски, гувернер на Народна банка. Господ нека ни е напомош, на него нека му е честито. Од кај се Трајко Славевски? Тој Советот не можеше го води у град Скопје, ќе води монетарна политика на држава. Јас мислам дека ваков строго партиски кадар немало никогаш постојано на начело на Народна банка. Јас сум сериозно загрижен, бидејќи сепак ако нешто во оваа држава е стабилно, стабилна е монетарната политика, стабилни се сектор. И Народната банка е институција која ужива најголема доверба кај граѓаните. Тоа со децении. Тоа е заради тоа што Трајко Славевски што не бил гувернер. Затоа има најголема доверба. Трајко Славевски не бил ништо. Трајко Славевски едноставно си го живеел неговиот македонски сон. Државен стан, државни плати, си купил Ауди 6, кога влезе у град Скопје бараше iPhone, бараше поубава службена кола, иначе немал да иде на работа и така. Овде ме праша некој за паразити да давам објаснување, ете ти тоа е објаснувањето за паразит. Трајко Славевски и неговата кариера и неговиот македонски сон. Трајко Славевски е човекот кој што го блокираше цел главен град 4 години. И како председател на Советот на град Скопје. Трајко Славевски 3,5 години ве остави да се возите во стари автобуси, не даваат да се вози, да се набават нови автобуси. Трајко Славевски 3,5 години правеше шеми со буџетот, платите на вработените у ЈСП, у комуналец, уваму таму. Трајко Славевски сега во овој момент блокира буџети, исплати, дотации и така натака. Тоа е Трајко Славевски. Јас сум за Трајко Славевски да биде гувернер, се согласувам, и што сме си барале, тоа си добиеме. Опасноста е следна, се работи за човек кој што е строго партиски послушен. Значи го блокираше цел град по партиска директива од премиерот. Монетарната политика и фискалната политика на државата со причина се одвоени. Со причина Народна банка е одвоена институција од останатиот државен апарат, за да може да носи независни одлуки, за да може да носи одлуки кои што ќе бидат во заштита на интересот на сите граѓани, а не на фискалната политика и на владата. Сега ако ние имаме дотолку политизирана Народна банка, можеме да замислиме со овие нови задолжувања кои што ги прават, ги најавуваат. Можеме да замислиме што може да се случи.